Почитувани гледачи, во следните минути ќе имаме можност да се запознаеме како се прави портрет со помош на нашиот сограѓанин, ликовен уметник Ѓоко Антонијев. Еве се изработка на еден портрет. Земаме еден лист од блок број 3, може и број 4, 5, но ние моментално ќе земеме блок број 3, затоа што е помало и побрзо може да се нацрта. Го лепеме на штафелајот. Обично штафелаите се има статични и има троногарци со 3 мезе. Ние моментално имаме штафелај кој што е направен уметнички. Чи го лепеме листот од блок во висина на погледот. Од целотепот, за да се изваде после рамче. Пола го лепеме на дачката, пола останува на листот. И со тоа после се прави рамче кој ќе се одлепи на крајот, кој ќе се заврши скроз цртажот. Така обично картијата ја ставаме од раповата страна, за да може моливот, ако работиме со молив техника, да се задржи на листот, да не проклизнува. И еве сега припремата е завршена. Секогаш и кога се работи со маслени бои на платно или со акрилни бои, секогаш мора да има припрема или импрегнација на платното. Ние моментално имаме цртеж и ќе го изработиме со молив. Обично моливи може да бидат 2B, HB, кои што се така помеки и оставаат црна трага. Ако јас сега би се гледал во огледало, ќе биде автопортрет, но целта е да направим еден портрет, така да без да имам модел, јас не би го направил портретот. Еве моментално имам модел, тука е Дејан. Ќе ми позира, вајде ќе издржи толку време. Сега прво ќе направам конструкција на портретот или композицијски ќе го сместам во средината на листот. Тоа е исто и кога се прави фотографија. Кога се фотографира треба да има композиција, значи да не се пресече некој дел од косата, од главата, од рамената, значи колку да биде симетрични, колку таа страна, толку до оваа. Обично кога фотографираат портрети, оставаат многу поголем дел на небото горе, а долниот дел го кратат. Значи највеќе се прават такви грешки. Еве јас ќе почнам со наједноставни форми, значи почнуваме со линија или линијата како дефиниција е точка која што се продолжува во просторот и остава трага. Јас ќе почнам, значи композицијски ќе си одбележам од каде до каде би зафатил мојот портрет, кој што ќе оцртам на кој ден на цртежот. И еве сега почнувам да правам исто арматура како што се прави некоја куќа или некоја конструкција или зграда. Значи да има црста арматура. Линијата е таа која што ќе ми даде на мене црстина на листот. Еве сега го поставувам, значи гледам дека таа страна тука сакам да ми фатим до овој дел и веќе почнуваме со опишување на портретот ќе биде толка. Значи ги поделуваме деловите на лицето, правиме пропорции, ја ставам средината на кај што ќе фати носот, устата. И сега почнувам со едноставни линии да ги опишувам од каде до каде ќе дојде целата форма. Инаку
линијата се користи во градежништвото за разни нацрти, во архитектурата, како што реков, во разни скици, подготовка на коли, на разни машини. Прво се исцртува, па потоа се остава да се изработи тоа фабрички, во индустријата. Индустријски дизајн или цртеж. Еве, јас сега веќе морам да ги одбележам каде ќе стоят, значи, очите, инаку очите се прават како една лоптица, на која што после се исцртуваат очите, кај што ќе фатат или подлучњаците, вегите. Оставаме растојание, значи јас го мерам растојанието, гледам од очите каде би паднал точно средината на устата, значи средината на окото. Еве кој тука нема. Веќе да промашаме, затоа што конструкцијата веќе ја има. И во правецот кај што е окото, обично на почетокот се визира со игла или со молив. Тоа се вика визирање, значи пренесување точно како се поделени пропорциите, до каде зафаќа носот, до каде зафаќа устата, колку се содржи соодносот. Тоа се учи кај нас и во средно уметничко и на академијата. Сега мислам дека веќе не би ми требало тоа, затоа што еве сега кај вратот има мускули, јас ќе ги пронајдам каде завршуваат клучната коска и намо веќе одозгоре блузата може јаката и да се помести, да не се помести, битно е одоздоле конструкцијата да се погоди, значи на анатомијата на телото. Еве сега работиме со природно светло, затоа што претходното светло ни сметаше за да ги видиме точно сенката и светлината. Се мешаше светлото од повеќе страни, дифузно беше. Сега малку е потемно, а портретот веќе добива тродимenzionалност. Ги затемнуваме. Че ги затемнуваме. Потемните тонове. Портретот од едната страна е скрос осветлен, од другата страна дори може да се каже скроз затемнат. Така да имаме светло, сенка. Благодарение на линијата има спасено многу народ зборно за линијата која што е поставена на автопатите на патот. Белата линија која што е некаде испрекината, некаде е полна. Линијата ние користиме скоро секаде. Еве јас моментално сега правам потемни и посветли линии со кои што им даваме ефекти на косата. Таму кај што е посветло, направам посветло. Таму кај што е потемно, ставам потемна линијата или по јака линија. Инако кај секој уметник линијата е различна, кај некој е многу мека, кај некој е многу остра, силна, цврста. Се си зависи од уметникот, каков е по карактер. Еве сега кога веќе ги цртам очите, ќе се присетам кога бев мал, дедо ми беше фотограф и првите фотографии туку провишти.
и со него нон-стоп правихме фотографии, значи фотографијата ја научена од него, како се изработува, тоа црно-бело се изработува, па во лабораторија се правеше. И ја почнав да цртам, цртежи некој, направив неколку, некој едно око. Кога виде дедо ми окото, ми рече дека во окото, освен тоа црното, ја ги правив само крупче. Освен во тоа црното, дека има и зеница, дека има уште едно црнко и надвршното е посветло. Така да од тогаш сватив дека не е само оно кое што ние во тие години го гледаме, туку треба поубаво да се анализират некои работи. Еве сега ја правиме сенката, ја вадам одоле и ги вадам светлите и темните работи. Каде паѓа светлината, каде доаѓа. Кога веќе го спомнав дедо ми, желба ми е името да го спомнам. Никола Тоневски. На мајка ми родител. Тој ќе седеше по цело време и ќе позираше. Така да можев јас да вежбам нон-стоп. Значи имав модел кој што издржуваше да седи по 3-4 сати. Се додека не биде готово делото. Еве сега пробуваме малку. Доле да извадим некои ефекти на досада. Секојаш игра линијата прати сенката светлината и сенчаме со линија. Едната страна е потемна, бидејќи доаѓа светлината од темната страна. Еве веќе е при крај портретот. Само ше да извадам позадината. Значи позадината ќе ја решам на следниот начин. Кога од страната е темно на портретот, едната површина е темна, јас со тука ќе ставам посветл тон, а од вама ќе го позатемнам и со тоа ќе добијам тродимenzионалност. Бидејќи гумата ја изгубив, цело време работиме без гума и не смее да се направи грешка. Сега малку ќе го смекнам, површината ќе ја спојам со рс. Јас му благодарам на Дени, што издржа да седи цело време мирен. Ставаме еден подпис доле. Ево, сега ќе го одлепиме. И ќе се појави нежно рамче.
целотепот го влечеме на надвор. Затоа што на внатре ако го влечеме може да зацепи на внатрешната страна.